Во Синајската пустина во шаторот на средбата Господ му рече на Мојсе во првиот ден на вториот месец во втората година по излегувањето од египетската земја: извршете попис на целата израелска заедница по родови и по семејства, наведувајќи ги имињата на сите машки глава по глава од 20 години нагоре, способните за борба во Израел. Ти и Јарон избројте ги според нивните единици. Со вас нека биде по еден човек од секое племе, главата на својот прадедовски дом. Ова се имињата на луѓето кои ќе ви помагаат: Елисур, син Седиуров, од Рувимовото племе; Саламил, син Сурисадеев, од Симеоновото племе; Насон, син Аминададов, од Јудиното племе; Натанаил, син Согаров, од Исахаровото племе; Елијав, син Хелонов, од Завулоновото племе; од Јосифовите синови Елисам, син Емиудов, од Ефремовото племе; Гамалиил, син Фадасуров, од Манасиевото племе; Авидан, син Гадеониев, од Венијаминовото племе; Ахизер, син Амисадаев, од Дановото племе; Фагаел, син Ехранов, од Асировото племе; Елисав, син Дауелов, од Гадовото племе; Ахиреј, син Енанов, од Нефталимовото племе. Тоа беа избраниците од општеството, владетели на нивните татковски племиња и главатари на израелевите илјадници. Тогаш Мојсе и Јарон ги зедоа тие луѓе кои беа одредени по име, па ја свикаа целата заедница во првиот ден на вториот месец. Тогаш во пописот според родовите и семејствата по ред беше внесуван бројот на личностите повозрасни од 20 години, еден по еден, како што Господ му нареди на Мојсеј. Така тој ги изброја во Синајската пустина, кога беше утврдено Рувимовото потомство на Израелевиот првенец. По неговите родови и семејства ги запишаа глава по глава имињата на сите машки од 20 години нагоре, на сите способни за борба. Преброените од Рувимовото племе беа 46.500. Беа избројани Симеоновите потомци. По нивните родови и семејства беа избројани глава по глава имињата на сите машки од 20 години нагоре, на сите способни за борба. Избројаните од Симеоновото племе беа 59.300. Кога беше утврдено потомството на Гадовите синови по нивните родови и семејства, беа избројани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избројаните од Гадовото племе беа 45.650. Кога беше утврдено потомството на Јудините синови по нивните родови и семејства, беа запишени глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избројаните од Јудиното племе беа 74.600. Кога беше утврдено потомството на Исахаровите синови по нивните родови и семејства, беа избројани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војување. Избраните од Исахаровото племе беа 54.400. Кога беше утврдено потомството на Завулоновите синови по нивните родови и семејства, беа запишани глава по глава имињата на сите од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избраните од Завулоновото племе беа 57.400. Јосифовите синови, кога беше утврдено потомството на Ефремовите синови по нивните родови и семејства, беа избројани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избројаните од Ефремовото племе беа 40.500. Кога беше утврдено потомството на Манасиевите синови по нивните родови и семејства, беа запишани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избраните од Манасиевото племе беа 32.200. Кога беше утврдено потомството на Венијаминовите синови по нивните родови и семејства, беа запишани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избројаните од Венијаминовото племе беа 35.400. Кога беше утврдено потомството на Дановите синови по нивните родови и семејства, беа избројани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избројаните од Дановото племе беа 62.700. Кога беше утврдено потомството на Асировите синови по нивните родови и семејства, беа запишани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Запишаните од Асировото племе беа 41.500. Кога беше утврдено потомството на Нефталимовите синови по нивните родови и семејства, беа избројани глава по глава имињата на оние од 20 години и повеќе, на сите способни за војна. Избројаните од Нефталимовото племе беа 53.400. Тоа се оние кои ги избројаа Мојсе и Јарон со 12 израелски главатари по еден човек од секој татковски дом.
беа избројани сите израелци по татковските домови од 20 години и повеќе, сите способни за војна во Израел, и така сите избројани беа 603,550. Меѓу нив не беа вброени левитите по поколенијата на нивните татковци. Имено, Господ му рече на Мојсеј: само Левиевото племе не го внесувај во пописот на израелците, туку ти самиот одреди ги левитите за служба во шаторот на сведоштвото, за сиот негов намештај и се што спаја во него. Тие нека го носат шаторот и сиот негов прибор, тие нека служат во него и нека го поставуваат својот логор околу него. Кога шаторот треба да биде преместен, левитите нека го разглобат, а кога шаторот треба да застане, левитите нека го подигнат пак. Странецот кој ќе му се доближи нека биде погубен. Израелевите синови нека ги обтегнуваат своите шатори, секој во својот логор, секој при своето знаме. По 4. Левитите нека престојуваат околу шаторот на сведоштвото, за да не падне гнев врз Израелевото општество. Така левитите нека чуваат стража околу шаторот на сведоштвото. Израелците направиат така како што Господ му нареди на Мојсеј. Така направија во се. Господ им рече на Мојсеј и Арон: израелците нека ги обтегнуваат своите шатори, секој при своето знаме, под знаците на својот татковски дом, нека ги поставуваат околу шаторот на средбата, но малку подалеку однапред на источната страна знамето на јудиниот логор по нивните 4, главатар на јудините потомци е Насон, синот Аминадавов, неговата војска број 74,600 избројани. Исахаровото племе нека ги постави шаторите до него. Началник на Исахаровите потомци е Натанаил, синот Согаров, неговата војска брои 54,400 запишани. Натаму Заболоновото племе, началник на Заболоновото племе е Елијав, синот Хелонов, неговото воинство број 57,400 запишани. Во нивните 4 сите запишани во јудиниот логор се 186,400. Тие нека тргнуваат први. На југ е знамето на Рувимовиот логор. По нивните 4, главатар на Рувимовите потомци е Елисур, синот Седнуров, неговата војска број 46,500 запишани. До него нека ги обтегнува шаторите Симеоновото племе. Началник на Симеоновите потомци е Саламил, синот Сурисадаев, неговата војска број 59,300 запишани. Потоа Гадовото племе. Началник на Гадовите потомци е Елисав, синот Рагуилов, неговото воинство број 45,650 запишани. По нивните 4 сите избројани во Рувимовиот логор се 151,450. Тие нека тргнуваат втори. Потоа нека оди шаторот на средбата, така што левитскиот логор да биде во средина на другите логори. Како што ги обтегнуваат шаторите, така се должни и да одат секој под своето знаме. На запад знамето на Ефремовиот логор, по нивните 4, главата на Ефремовите потомци е Елисам, синот Емиудов, неговата војска број 40,500 запишани. До него е Манасиевото племе. Главатар на Манасиевите потомци е Гамалиил, синот Фадасуров, неговата војска број 32,200 избројани. Потоа Венијаминовото колено. Главатар на Венијаминовите потомци е Авидан, синот Гадеониев, неговата војска број 35,400 избројани. По нивните 4 сите избројани во Ефремовиот логор се 108,100. Тие нека тргнуваат трети. На север знамето на Дановиот логор. По нивните 4 главатар на Дановите потомци е Ахиеизер, синот Амисадаев, неговата војска број 62,700. До него нека постави логор Асировото племе. Началник на Асировите потомци е Фагаил, синот Ехранов, неговата војска број 41,500 запишани. Потоа Нефталимовото племе. Началник на Нефталимовите потомци е Ахиреј, синот Енанов, неговата војска број 53,400 запишани. Сите запишани во Дановиот логор се 157,600. Тие нека тргнуваат последни под своите знамиња. Тоа се избројаните израелци според татковските домови. Сите избројани во логорите по нивните 4 се 603,550. Левитите не беа избројани со израелците, како што Господ му нареди на Мојсеј. Израелевите синови направија се како што Господ му нареди на Мојсеј. Така ги поставуваа логорите
присвоите знамиња и така одеа секој по својот род и по своите семејства. Ова е Ароновото и Мојсеевото родословие од времето кога Господ му зборуваше на Мојсеј на Синајската гора. Ова беа имињата на Ароновите синови: првороденец Надав, потоа Авиуд, Елиезер и Итамар. Тоа се имињата на Ароновите синови, на свештениците помазани за свештенство на посветените, но Надав и Авиуд умреа пред Господ, кога во Синајската пустина принесуваа непосветен оган пред Господ, бидејќи немаа синови, затоа Елиезер и Итамар служеа како свештеници во присуство на татка си Арон. Господ му рече на Мојсеј: повикај го Левиевото племе, нека застане пред свештеникот Арон, нека му прислужуваат, нека ги исполнуваат неговите должности и должностите на целото општество пред шаторот на средбата и нека ја вршат работата околу шаторот, нека се грижат за сиот намештај во шаторот на средбата, за должноста на Израелевите синови и нека ја исполнуваат службата во шаторот. Дај им ги левитите на Арон и на неговите синови, израелците нека му ги подарат целосно. Постави ги Арон и неговите синови да ја исполнуваат својата свештеничка должност, а странец кој би се приближил до тоа нека биде погубен. Господ му рече на Мојсеј: ете, јас ги земам левиевците од среде израелците место сите првороденци, место оние кои ја отвараат мајчината утроба кај Израелевите синови, и така левиевците се мои, имено мене ми припаѓа секој првороденец. Во оној ден кога ги поразив сите првенци во египетската земја, си ги посветив себе си сите првенци во Израел и од луѓето и од животните, тие се мои, јас сум Господ. Господ му рече на Мојсеј во Синајската пустина: изврши попис на левиевите синови по нивните семејства и родови, изброи ги сите машки од еден месец и повеќе. Мојсеј ги изброја според Божјата заповед како што му беше наредено. Овие беа левиеви синови по име Гирсон, Каат и Мерари, а ова се имијата на Гирсоновите синови по нивните родови: Ливни и Семеј, а Каатови синови се по своите родови: Амрам, Исар, Хеврон и Озиил. Мерарови синови се по своите родови: Мали, Муси, тоа се левиевите родови по нивните семејства. Родот Ливниев и родот Семеев влечат лоза од Гирсона, тоа се родови на гирсоновците. Од нив во пописот на сите маши од еден месец нагоре беа изброани 7500. Родовите на гирсоновците да ги поставуваат шаторите зад шаторот кон запад. Елисав, синот Лаилов, беше глава на семејството на гирсоновците. Гирсоновците се грижија во шаторот на средбата за шаторот и за неговиот покрив, за завесата на влезот во шаторот на средбата, потоа за завесите во дворот, за завесата на влезот во дворот што е околу шаторот и жртвеникот, за нивните јажиња и за се друго што спаѓа во таа служба. Од Каат произлегуваат Амрамовиот род, Исаровиот род, Хевроновиот род и Озииловиот род. Тоа се родовите на Каатовците. Кога беа избројани сите машки од еден месец нагоре, ги имаше 8600. Тие се грижија за светилиштето. Каатовите родови поставуваа логор од јужната страна на шаторот. Елисафан, синот Озиилов, беше глава на родовите во Каатовиот дом. Тие се грижија за ковчегот, за столот, за светилникот, за жртвениците и за светиот прибор со кој се служеа, и конечно за завесата и за се што и припаѓаше. Елиезер, синот на Арон, свештеникот, беше врвен главатар на левитите. Тој вршеше надгледување над оние кои се грижеа за светилиштето. Од Мерари произлегуваа Малиевиот род и Мусиевиот род. Тоа се Мерариеви родови. Од нив при пописот на сите маши од еден месец и повеќе беа избројани 6200. Сурил, синот Авихаилов, беше глава на родовите во Мерариевиот дом. Тие поставуваа логор на северната страна од шаторот. Мерариевите синови се грижеа за даските на шаторот, за неговите лостови, за столбовите и за неговите подножја, за сиот негов прибор и за се што спаѓа во неговата служба. Освен тоа, за столбовите околу дворот, за нивните подножја, за ковчињата и за јажињата. А оние што ги поставуваат шаторите на предната страна пред шаторот на средбата на источната страна да бидат Мојсеј, Арон и нивните синови, на кои им беше доверена служба во светилиштето во име на Израелевите синови.
синови, странец кој би се доближил ќе биде погубен. Сите избројани од левитите од еден месец нагоре, кои Мојсей и Јарон ги избројаа по Господова заповед, по нивните родови беа 22.000. Господ му рече на Мојсей: преброј ги сите машки израелски првороденци од еден месец нагоре, па изврши попис на нивните имиња. И левитите додели ми ги мене, јас сум Господ, место сите израелски првенци, а левитскиот добиток место сите првороденци на добитокот на израелевите синови. Така Мојсей ги изброја сите израелски првороденци, како што му заповеда Господ. Во пописот имаше 22.273 имиња и сите машки првенци од еден месец нагоре. Тогаш Господ му рече на Мојсей: земи ги левитите место сите израелски првороденци, а левитскиот добиток место нивниот добиток. Левитите нека бидат мои, јас сум Господ. А за откупнина на 273 израелски првороденци, што ги има повеќе од левитите, земи по 5 шекели на глава, земи ги според храмскиот шекел, 20 гери 1 шекел. Тогаш предаjem ги тие сребреници на Арон и на неговите синови за откуп на оние што се од повеќе. Така Мојсей ги прими сребрениците како откупнина за првенците што ги надминуваа бројот на оние кои беа откупени од левитите. Прими од израелевите првороденци во сребро 1365 шекели според храмската мерка. По Господов налог Мојсей им го предаде среброто за откуп на Арон и на неговите синови, како што Господ му нареди на Мојсей. Господ им рече на Мојсей и на Арон: одвоете ги од среде Левиевите синови, главатарите на Каатовите синови по нивните родови и семејства, од 30 години нагоре се до 50 години, сите кои можат да влезат во чета за вршење служба во шаторот на средбата, а службата на Каатовите синови во шаторот на средбата е грижа за светината над светините. Кога логорот тргнува на пат, Арон и неговите синови нека влезат и нека ја извадат заштитната завеса и нека го покријат ковчегот на сведоштвото со неа. Тогаш нека стават на него покривало од јасовечка кожа, а преку него нека распрострат сосем сино платно. Потоа нека ги наместат носилата на ковчегот, преку масата за лепните приноси нека распрострат сино платно. Тогаш нека положат врз него чинии, лажици, чаши и врчви за налепници. Лебот на постојаниот принос нека биде исто на него, тоа нека го покријат со темно црвено платно, а преку него нека префрлат покривало од јесовечка кожа. Потоа нека и ги наместат носилата на масата. Потоа нека земат сино платно и нека го покријат светилникот за осветление и неговите светилки, неговите штипки, неговите пепелници и сите садови за масло со кои се служат околу него. Нека го стават социот негов прибор на покривало од јесовечка кожа и нека го положат на носилка. Нека распустрат сино платно преку златниот жртвеник и нека го покријат со покривало од јесовечка кожа. Потоа нека му ги наместат носилата. Тогаш нека го земат сиот прибор што се употребува за служба во светилиштето, па нека го стават врз синото платно и тогаш нека го покријат со покривка од јесовечка кожа. Потоа се тоа нека го положат на носилка. Нека ја сметат пепелта од жртвеникот и нека распустрат на него црвено платно. Нека го положат врз него сиот прибор што се употребува во службата, каделниците, вилушките, лопатчињата и чиниите. Сите садови за жртвеникот, тогаш нека распострат преку него покривка од јасовечка кожа, потоа нека ги наместат носилата. Откако Арон и неговите синови ќе го завршат покривањето на светилиштето и на сите свети садови, во часот кога логорот ќе тргне на пат, нека дојдат Каатовите потомци и нека го земат тоа со себе, но не смеат да се допираат до светите предмети, за да не загинат. Каатовите синови ќе ги носат овие делови на шаторот на средбата, а Елиејзер, синот на свештеникот Арон, нека се грижи за маслото за светилниците, за мирисливиот темјан, за постојаниот лебен принос и за маслото за помазание, нека се грижи за сиот шатор, за се што е во него, за светилиштето и за неговиот намештај. Господ им рече на Мојсей и на Арон: не дозволувајте да го снема племето на Каатовите родови меѓу левитите, постапувајте вака со нив, за да не умрат. Кога пристапуваат кон светината на светините, нека дојдат Арон и неговите синови за да го постават секого од нив на неговата служба и на неговата должност. Тие никогаш нека не влегуваат, ниту да ја погледнат светината, кога ја покриваат, за да не загинат. Господ му рече на Мојсей: изврши попис
и на Гирсоновите синови по нивните семејства и по нивните родови, од 30 години нагоре, се до 50 години. Изброј ги сите кои може да влезат во одредот за вршење служба во шаторот на средбата, а ова е службата на Гирсоновите родови при работата и принесувањето. Нека ги носат завесите за престојувалиштето, шаторот на средбата со неговиот покрив, покривалото од јасовечка кожа што е врз него и завесата на влезот во шаторот на средбата. Потоа дворните завеси, завесите од вратата на влезот во дворот што е околу шаторот и жртвеникот, јажињата и сиот прибор за нивната служба. Се што треба да се работи околу тие нешта нека направат. Гирсоновците нека ги обавуваат сите своји должности, се што треба да носат и се што треба да направат по налог на Арон и на неговите синови. Доверете им на нивната стража се што треба да носат. Тоа е службата на родовите Гирсоновци во шаторот на средбата. Нивната служба нека биде под водство на Итамар, синот на свештеникот Арон. Изброј ги Мерариевите синови по нивните родови и семејства. Запиши ги од 30 години нагоре се до 50 години кои може да влезат во одред за вршење служба во шаторот на средбата. За сето време на нивната служба во шаторот на средбата должност име да ги носат даските на шаторот, неговите лостови, неговите столбови и неговите подножја. Столбовите што го обкружуваат дворот, нивните подножја, нивните колчиња, нивните јажиња со сиот прибор за нивната служба. И запишете ги по име предметите што им се доверени да ги носат. Тоа е службата на родовите на Мерариевите синови во се што има да прават во шаторот на средбата под водство на Итамар, синот на свештеникот Арон. Мојсеј, Арон и началниците на општеството ги избројаа каатовите синови по нивните родови и семејства, сите кои можат да влезат во одред за вршење служба во шаторот на средбата од 30 години нагоре се до 50 години и избројаните по нивните родови беа 2750. Тоа е попис на родовите каатовци, на сите кои служеа во шаторот на средбата, а кои ги запишаа Мојсеј и Арон според заповедта што Господ му даде на Мојсеј, и беа избројани Гирсоновите синови по нивните родови и семејства од 30 години нагоре се до 50 години, сите кои можеа да влезат во одредот за вршење служба во шаторот на средбата, и така избројаните по нивните родови и семејства беа 2650. Тоа е попис на родовите Гирсоновци, на сите кои служеа во шаторот на средбата, а кои беа избројани од Мојсеј и Арон по Господова повелба, и беа избројани родовите на Мерариевите синови по нивните родови семејства од 30 години нагоре се до 50 години, на сите кои може да влезат во одредот за служење во шаторот на средбата, и така избројаните по нивните родови беа 3200. Тоа е попис на родовите Мерариевци, што го оставија Мојсеј и Арон според заповедта што Господ му даде на Мојсеј, и така сите избројани левити кои беа избројани од Мојсеј и Арон и од израелевите началници по нивните родови и семејства од 30 години нагоре до 50 години, сите кои беа способни за прислужување во работите и за службата на принесување во шаторот на средбата, беа 8580, според заповедта што Господ му даде на Мојсеја. Секого го внесува во пописот според она во што служеше и што принесуваше, беа избројани како што Господ му заповеда на Мојсеј. Господ му рече на Мојсеј: нареди им на израелевите синови да ги отстранат од логорот секој лепрозен, секој што има излив и секој што ќе се онечисти со мртво тело. Отстранете ги и машките и женските, истерајте ги надвор од живеалиштето, за да не ги онечистат своите логори во кои престојувам јас меѓу нив. Израелевите синови направија така, ги истераа од логорот како што Господ му нареди на Мојсеј, така и направија израелците. Господ му рече на Мојсеј: кажи им на израелците, кога некој маж или некоја жена направи некаков грев против човек и кога преку тоа направи престап против Господ и е виновен, нека го признае сторениот грев, нека ја надомести штетата колку што може подобро и уште нека доведе петтина кон тоа и нека му го даде на оној кому му сгрешил. Ако човекот нема поблизок роднина, кому може да му биде вратен на доместокот, тоа нека му го посветат на Господ. Тоа нека биде за свештеникот покрај овенот за очистување со кого тој ќе го очисти. И секој принос од сите свети нешта што израелците му ги донесуваат на свештеникот, му припаѓаат нему. Од секој човек посветените работи да бидат негови, и нека на свештеникот му припаѓа она што некој му го дава нему. Господ му рече на Мојсеј: зборува им на израелевите синови и речи им:
Ako nekoja žena trgne po grešen pad, iako go izneveri mažoci, iako nekoj legne со неа, a тоа остане скриено за очите на мажоти, а жената остане неоткриена иако се онечистила, па нема сведок против неа, зашто не била фатена во делото. Иако сега духот на љубомората го фати мажот, и тој стане љубоморен на својата жена која се онечистила. Или ако му дојде духот на љубомората и стане љубоморен на својата жена, а таа не се онечистила, мажот нека ја доведе својата жена при свештеникот, нека донесе принос за неа, 1/10 ефа јачменово брашно. Нека не полива врз него масло, ниту да става темјан врз него, зашто тоа е приносница за љубомора, спомен принос, за да подсетува на беззаконието. Свештеникот нека ја поведе таа жена и нека ја постави пред Господ. Сега свештеникот нека земе света вода во глинен сад и откако ќе земе прав што е на подот на шаторот, свештеникот нека го фрли во водата. Откако свештеникот ќе ја постави жената пред Господ, нека ја открие главата, а во нејзините раце нека го стави спомен приносот, односно приносот за љубомора, а свештеникот нека ја држи во раката горчливата вода, што носи проклетство. Потоа свештеникот нека ја заколне жената. Нека и рече, ако никогаш маж не лежал со тебе, и ако не си одела по страничен пат, и не си се онечистила додека си била под власта на мажа си, биди поштедена од оваа горчлива вода што носи проклетство. Но ако си му изневерила на мажа си, и ако некој маж освен твојот сопруг легнал со тебе, тогаш свештеникот нека ја заколне жената, нека и рече, Господ да те постави за проклетство и за клетва среде твојот народ, да ти стори, да ти овене родницата и да ти се подуе утробата. Оваа вода на проклетството нека навлезе во твојата утроба, да ти се подуе утробата од неа, а родницата да ти овене, а жената нека рече амин, амин. Потоа свештеникот нека ги напише тие проклетства на книжен свиток, па нека ги измие во горчлива вода. Тогаш нека ја напие онаа жена со горчливата вода што носи проклетство, за да се разлее низ неа горчливата вода и за да ја наполни со горчливост. Тогаш свештеникот нека го земе од женината рака лебниот принос за љубомора, нека го принесе пред Господ како подвижна жртва и нека ја донесе на жртвеникот. Откако ќе заграби полн грс од лебниот принос за спомен, нека го изгори тоа во жртвеникот. Најпосле нека ја напие жената со водата. Откако ќе ја напие со водата, ако биде онечистена со изневерување на мажа си, водата на проклетството ќе влезе во неа и ќе ја наполни со горчливост. Незината утроба ќе се подуе, а родницата ќе овене. Таа жена ќе стане проклетство во својот народ. Но ако жената не е онечестена и е чиста, тогаш ќе стане неповредена и ќе зачнува. Тоа е закон за љубомора, кога жената ќе му изневери на својот маж и кога ќе се онечисти, или кога дух на ревност ќе го опфати некој маж па ќе стане љубоморен на својата жена, тогаш нека ја постави својата жена пред Господ, а свештеникот нека го исполни сиот овој закон. Мажот нека биде слободен од вината, а жената нека го носи своето беззаконие. Господ му рече на Мојсеј, зборувај им на израелевите синови и кажи им, ако некој било маж или жена се заветува за назирејство, па ако му се посвети на Господ, нека се воздржува од вино и од секаков жесток пијалак, нека не пие ни скиселено вино, ниту скиселен опоен пијалак, а нека не пие ни никаков сок од грозие, нека не јаде грозие, ни свежо, ни суво. За цело време на своето назирејство не смее да јаде ништо што раѓа виновата лоза од зрното до лушпите. Се додека трае неговиот назарејски завет, нека не поминува брич преку неговата глава додека не се исполни времето што му го заветува на Господ, нека биде посветен и нека остави косата да му расте слободно на главата. За сето време на својот завет пред Господ нека не се доближува до ниедно мртво тело, нека не се онечистува ни заради татка си, ни заради мајка си, брата си или сестра си. Ако би умреле, зашто на својата глава го носи посветувањето на својот Бог, тој му е посветен на Господ за сето време на своето назирејство. Ако некој умре од ненадеж покрај него, онечистувајќи ја на тој начин неговата посветена глава, нека ја избричи својата глава на денот на своето очистување, нека ја избричи на 7-миот ден, а на 8-миот ден нека му донесе на свештеникот при влезот на шаторот на средбата 2 грници или 2 гулапчиња. Свештеникот нека го принесе едното како принос за греф, а другото како паленица, со тоа нека направи покривање на престапот за него, бидејќи сгрешил заради мртовецот и ќе му ја освети неговата глава во тој ден. Потоа наново нека му ги заветува на Господа деновите на своето назирејство и нека принесе едногодишно јагне како жртва за престап, нека не биде сметано поранешното време, зашто неговото назирејство беше онечистено. Ова е закон за назиреец. Нека го доведат при влезот на шаторот на седбата во денот кога ќе се исполни времето на неговото назирејство. Нека му донесе на Господ како свој принос едногодишно јагне без недостаток, за принос за греф еден овен без недостаток, за победителна жртва, натаму кошница со пресни богачи од чисто брашно замесени со масло и неподквасени колачи,
Намачкани со масло со нивниот лебен приноси со налевница. Откако свештеникот ќе го донесе тоа пред Господ, нека ги принесе неговите приносот за грев и паленицата, потоа нека му го принесе на Господ овенот како помирителна жртва заедно со кошницата со пресни погачи. Свештеникот дека ги принесе и неговиот лебен принос и неговата налевница при влезот во шаторот на средбата. Назиреецот нека ја остриже својата глава и откако ги земе влакната од својата посветена глава, нека ги стави во огнот под помирителната жртва. Потоа свештеникот нека земе варена плешка од овенот, една незаквасена погача од кошницата и еден пресен колак и нека го положи тоа во рацете на назиреецот. Откако овој ќе остриже главата на своето назирејство, свештеникот нека го принесе тоа како движен принос пред Господ. Тоа е светина што му припаѓа на свештеникот, освен градите на движниот принос и бедрото на воздигнатиот принос. Потоа назиреецот може да пие вино. Ова е закон за назиреец. Не сметајки го она што би можела уште да принесе неговата рака, ако освен своето назирејство ветил некаков дар, освен обредот на своето назирејство, нека направи како што се заветувал. Господ му рече на Мојсей, речи им на Арон и на неговите синови, благословувајте ги вака израелевите синови, велејки им, Господ нека те благослови и нека те чува, Господ нека погледне на тебе со своето светло лице и нека те помилува, Господ нека го сврти својот поглед на тебе и нека ти донесе мир. Така нека го повикуваат моето име над израелевите синови и јас ќе ги благословувам. Во оној ден кога Мојсей го сврши поставувањето на шаторот и кога го помаца и го посвети со сите негови садови, а исто и жртвеникот со сите негови прибори, тогаш пристапија израелевите главатари, старешините на нивните прадедовски домови, односно племенските водачи кои го спроведуваа пописот и ги доведоа пред Господ своите приноси, 6 покриени коли и 12 волови, по една кола за двајца главатари и по еден вол за секој поединец, ги доведоа пред шаторот. Тогаш Господ му преговори на Мојсей, прими го тоа од нив за употреба при службата во шаторот на средбата, потоа подај му го тоа на секој левит според неговата служба. Мојсей ги зеде колите и воловите, па им ги даде на левитите. 2 коли и 4 вола им даде на гирсоновците според нивната служба, а 4 коли и 8 вола им даде на мерариевците според нивната служба под водство на Итамар, син на свештеникот Арон. На каатовците не им даде ништо, зашто нивната задача беше да ги носат посветените нешто на раменици. Тогаш начелниците принесоа принос за осветување на жртвеникот во денот на неговото помазание, додека начелниците ги принесуваат своите приноси пред жртвеникот. Господ му рече на Мојсей, секој ден по еден начелник нека го донесе својот принос за осветување на жртвеникот. Во првиот ден својот принос го донесе Насон, синот Аминадавов од јудиното племе. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел. И едното и другото беа наполнети со чисто брашно замешано со масло за лебен принос, потоа една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Насона, Аминадавовиот син. Во вториот ден својот принос го донесе Натанаил, Согаровиот син, кнезот на Исахаровците. Како својот принос донесе една сребрена чинија, тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според светиот храмски шекел, 2 полни со чисто брашно и смешани со масло за лебен принос, потоа една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Натанаил, Согаровиот син. Во третиот ден својот принос го донесе началникот на Зевулоновците, Елијав, синот Хелонов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, 2 полни со чисто брашно и смешани со масло за лебен принос, една златна кадилница полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за палениц, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елијав, Хелоновиот син. Во четвртиот ден својот принос го донесе началникот на Рувимовците, Елисур, синот Седиуров.
Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели, една сребрена чаша од 70 шекели според светиот шекел, двете полни со чисто брашно измешани со масло за лебен принос, тогаш една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагно годиначе за пареница, еден јарец за жртва за грев и за помирителна жртва, 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елисура, Седиуровиот син. Во петтиот ден својот принос го донесе началникот на Симеоновите синови, Саламил, синот Сурисадаев. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели, една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, двете наполнети со чисто брашно измешани со масло за вребен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за пареница, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Саламила, Сурисадаевиот син. Во 6-тиот ден својот принос го донесе началникот на Гадовите синови, Елисав, синот Рагуилов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели, една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, двете наполнети со чисто брашно измешани со масло за лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за пареница, еден јарец за жртва за грев, а за помирница 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елисафа, Ракуиловиот син. Во 7-тиот ден својот принос го донесе началникот на Ефремовците, Елисам, син Амиудов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според светиот шекел, двете полни со чисто брашно измешани со масло за лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за пареница, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Елисама, Емиудовиот син. Во 8-тиот ден својот принос го донесе началникот на Манасиевите синови, Гамалаел, синот Фадасуров. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, полни со чисто брашно измешани со масло за лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели полни со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за пареница, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Гамалаил, Фадасуриовиот син. Во 9-тиот ден својот принос го донесе началникот на Венијаминовите синови, Авидан, синот Гедеониев. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, двете наполнети со чисто брашно измешани со масло за ребен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Авидана, Гедеониевиот син. Во 10-тиот ден својот принос го донесе началникот на Дановите синови, Ахиеизер, синот Амисадаев. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели, двете наполнени со чисто брашно измешани со масло како лебен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагно годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Ахиеизер, Амисадаевиот син. Во 11-тиот ден својот принос го донесе началникот на Асировците, Фагаил, синот Ехранов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, двете наполнени со чисто брашно измешани со масло за ребен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагно годиначе за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше принос на Фагаила, Ехрановиот син. Во 12-тиот ден својот принос го донесе началникот на Нефталимовите синови, Ахиреј, синот Енанов. Неговиот принос беше една сребрена чинија тешка од 130 шекели и една сребрена чаша од 70 шекели според храмскиот шекел, двете наполнени со чисто брашно измешани со масло за ребен принос, една златна кадилница од 10 шекели полна со темјан, еден јунец, еден овен, едно јагне од 1 година за паленица, еден јарец за жртва за грев, а за помирителна жртва 2 вола, 5 овни, 5 јариња и 5 едногодишни јагниња. Тоа беше приносот на Ахиреја, Енановиот син. Тоа беа приносите на израелевите началници за осветување на жртвеникот во денот кога беше помазан: 12 сребрени чинии, 12 сребрени чаши и 12 златни кадилници. Секоја сребрена чинија течеше 130 шекели, секоја чаша 70 шекели вкупно сребро.
посадовите имаше 2400 светилишни шекели, златни кадилници полни со темјан беа 12. Секоја кадилница тежеше 10 храмски шекели, сето злато во кадилниците тежеше 120 шекели. Сиот добиток за паленици 12 јунци, 12 овни, 12 едногодишни јариња, со лебните приноси за жртвата за грев 12 јарци, сиот добиток за поминителна жртва 24 јунци, 60 овни, 60 јариња и 60 јагниња годиначиња. Тоа беа приносите за осветување на жртвеникот по неговото помазание, кога Мојсей влегуваше во шаторот на средбата за да разговара со Бога. Слушаше како му зборува глас од озгоре од покривот што беше на ковчегот на сведоштвото меѓу двата херувима, тогаш му зборуваше. Господ му рече на Мојсей: зборувај му на Арон и речи му, кога ќе ги палиш светилките, 7 светилки нека светат на предната страна на светилникот. Арон така и направи, ги намести светилките на предната страна на светилникот, како што Господ му нареди на Мојсей. Светилникот беше искован од злато, искован од своето подножје до својата чашка. Светилникот беше направен според образецот што Господ му го покажа на Мојсей. Господ му рече на Мојсей: земи ги левитите од меѓу израелевите синови и очисти ги. Постапи вака со нив за да ги очистиш. Попрскај ги со водата за очистување, а тие нека се избричат по сето свое тело и нека ја испера својата облека и ќе бидат чисти. Потоа нека земат 1 јунец и лебен принос од пченично чисто брашно измешано со масло, а ти земи друг јунец за жртва за грев. Потоа доведи ги левитите пред шаторот на средбата и собери го сето Израелево општество. Кога ќе ги доведеш левитите пред Господ, израелевите синови нека ги положат своите раце на нив. Потоа Арон нека ги посвети левитите како принос пред Господ во име на израелевите синови, така нивната работа ќе биде да му служат на Господ, а левитите нека ги стават своите раце на главите на јунците и принеси го едниот како жртва за грев, а другиот како паленица на Господа за покривање на гревот на левитите. Откако ги поставиш левитите пред Арон и пред неговите синови, изврши над нив нивно посветување на Господ. Отвои ги така левитите од среде израелевите синови за да бидат мои. Потоа откако си ги очистил и откако си ги посветил, левитите нека влезат во служба на шаторот на средбата. Зашто тие ми се подарени целосно од среде израелевите синови, нив ги зедов за себе место сите првенци, место сите израелски првороденци, имено мои се сите првенци на израелевите синови, од луѓето и од животните ги посветив себе си во денот кога ги погубив сите првородени во египетската земја, така ги зедов левитите место сите израелски првороденци и им ги предадов левитите од среде израелците како дар на Арон и на неговите синови, за да исполнуваат место израелевите синови служба во шаторот на средбата, за да ги очистуваат, па да не ги најде никаков помор израелевите синови кога ќе му се приближат на светилиштето. Мојсей, Арон и сета израелска заедница направија така со левитите како што Господ му нареди на Мојсей со левитите, така и израелевите синови и им сторија. Левитите се очистија и ја испреа својата облека и Арон ги посвети пред Господ. Арон направи покривање на гревот за да бидат чисти. Потоа левитите стапија во служба во шаторот на средбата, во присуство на Арон и на неговите синови, како што Господ му нареди на Мојсей за левитите, така и направија со нив. Господ му рече на Мојсей: и ова се однесува за левитите. Левитите од 25 години нагоре нека преземаат поред служба во шаторот на средбата, а на 50 години нека истапат од службата и веќе нека не служат, но можат да им помагаат на своите браќа во исполнување на нивните должности во шаторот на средбата, но самите не треба да ја исполнуваат службата. Во првиот месец на втората година по излетот од египетската земја, Господ му рече на Мојсей во Синајската пустина: израелевите синови нека подготвуваат паската во времето определено за неа. Празнувајте ја во незиното време, во примрак на 14-тиот ден на овој месец. Славете ја според сите незини прописи и наредби, а Мојсей им рече на израелците да ја подготвуваат паската и тие ја подготвуваа во Синајската пустина во примрак во првиот месец на 14-тиот ден на месецот, како што Господ му нареди на Мојсей. Израелевите синови така и направија. А имаше луѓе онечистени од мртовец, тие не можеа да подготвуваат паската во оној ден и дојдоа пред Мојсей и Арон во истиот ден. Па рекоа: станавме нечисти од мртовец, сепак зошто да бидеме лишени од тоа да му принесеме принос на Господ во одреденото време среде израелевите синови.
Мојсија им рече: стрпете се да чуам што ќе отреди Господ за вас. И Господ му рече на Мојсија: кажи им на израелевите синови вака: кога некој од среде вас или од меѓу вашите потомци стане нечист од мртовец или ако е на далечен пат, сепак нека му ја подготвуваат паската на Господ. Нека ја спремат во примрак на 14-тиот ден на вториот месец, нека ја јадат со бесквасни лебови и со горчливи треви. Нека не оставаат од неа за наутро, нека не кршат ниту една коска на неа. Нека подготвуваат според прописите за Пасха. Оној кој е чист, а не е на пат, па сепак пропуштил да ја подготви паската, нека биде откорнат од својот народ, бидејќи не му принесе на Господ жртва во одреденото време. Таквиот нека го носи својот грев, ако со вас живее странец. И ако му принесува Пасха на Господ, нека ја принесува според незините прописи и обреди. Нека биде едно правило за вас, и за странецот, и за домородецот. Во денот кога беше поставен шаторот, облак го покри шаторот, шаторот на сведоштвото. Облакот стоеше во вид на оган над шаторот од вечер до утро. Така облакот го засолнуваше непрекратно, а ноќе беше како оган. Кога облакот се дигаше од шаторот, тогаш израелевите синови тргнуваа, а каде што облакот застануваше, таму израелевите синови се настануваа. По Господова заповед израелците тргнуваа на пат и по Господова заповед застануваа во логор. За сето време додека облакот стоеше на шаторот, тие остануваа во логорот. Ако облакот стоеше долго на шаторот, израелците го слушаа Господовиот налог и не тргнуваа на пат. Но ако се случеше облакот остане на шаторот малку време, тие по Господова повелба остануваа во логорот и по Господова повелба тргнуваа пак на пат. Ако облакот се дигаше, откако се задржал од вечерта до утрото, тие тогаш тргнуваа наутро на пат, дење или ноќе. Кога облакот ќе се дигнеше, тие тргнуваа на пат 2 дена или месец или година. Додека облакот остануваше над шаторот, израелевите синови остануваа во логорот, не тргнувајќи на пат, а штом ќе се дигнеше, тие тргнуваа. По Господова повелба стоеја во логорот и по Господова повелба тргнуваа на пат. Го пазеа Господовиот налог, како што Господ му заповеда на Мојсија. Господ му рече на Мојсија: направи си 2 труби, направи ги од ковано сребро, нека ти служат за свикување на заедницата и за раздвижување на логорот. Кога ќе се затруби со нив, сета заедница нека се собери кон тебе при влезот во шаторот на средбата. Ако се затруби во една, нека се соберат кон тебе израелевите главатари, илјадниците. Кога ќе го придружувате свирењето со бојни извици, нека тргнат логорите поставени на источната страна. Кога ќе го придружувате свирењето со бојни извици повторпат, нека тргнат логорите поставени на јужната страна. Свирењето со труби нека биде придружено со бојни извици за да тргнат тие. Трубите за да го соберете општеството, но без бојни извици, свештениците, синовите Аронови, нека трубат во трубите. Тоа нека ви биде вечен закон за вашите поколенија. Кога во вашата земја ќе тргнете во војна против непријателот, што ќе ве притисне, затрубете во трубите со боен извик и Господ вашиот Бог ќе се сети за вас и ќе бидете избавени од вашите непријатели. Трубите во труби во денот на вашите свечености, на вашите празници или на вашите млади месечини, додека ги принесувате вашите паленици и помирителни жртви. Тоа нека биде спомнување за вас пред вашиот Бог. Јас сум Господ, ваш Бог. Во втората година, во вториот месец, во 12-тиот ден на месецот, облакот се дигна над шаторот на сведоштвото. Тогаш израелевите синови се запатија од Синајската пустина на своите патувања. Облакот застана во пустината Фаран. Така тргнаа за прв пат според Господовата заповед дадена на Мојсија. Знамето на логорот на јудините синови по нивните чети тргна прво Насон, синот Аминадавов, беше над нивната војска. Натанаил, синот Суаров, беше над војската на племето на Исахаровците, а Елијав, синот Хелонов, беше над војската на племето на Завулновите синови. Потоа, кога беше разглобен шаторот, Герсоновците и Марејевците тргнаа носејќи го шаторот. Потоа тргна знамето на Рувимовиот логор по нивните чети Елисур, синот Седиуров, беше над нивната војска. Селумил, синот Сурисадаев, беше над војската на племето на Симеоновците. Елисав, синот Рагуилов, беше над војската на племето на Гадовите синови. Потоа тргнаа Каатовите синови носејќи го светилиштето. Шаторот беше поставуван пред нивното доаѓање.
Тогаш тргна знамето на логорот на Ефремовите синови по нивните чети. Елисан, синот Емјудов, беше над нивната војска. Гамалил, синот Фадасуров, беше над војската на племето на Мансиевците. Абидан, синот Гедеониев, беше над војската на племето на Бенијаминовите синови. Последно, како задна стража на сите логори, тргна знамето на логорот на Дановите синови по нивните чети. Ахиезер, синот Амисадаев, беше над нивната војска. Фагеил, синот Ехранов, беше над војската на племето на Асировите синови. А Ахиреј, синот Енанов, беше над војската на племето на Нефталимовите синови. Таков беше редот на патувањето на израелците, подредени во нивните чети. Така патува. Мојсей му рече на Јовав, син на Мадијамецот Рагуил, Мојсевиот дедо, се запативме во крај за кој Господ рече, ќе ви го дадам. Тргни со нас и ќе ти направиме добро, зашто Господ му вети среќа на Израел. Не идам, му одговори, туку се враќам во својата земја, се враќам при своите. Те молам, не оставај. Му рече, бидејќи знаеш каде треба да се настаниме во пустината, ќе ни бидеш како очи. Ако тргнеш со нас, ќе ги делиме со тебе добрините што Господ ќе ни ги додели. Од Господовата гора патуваат 3 дни одење. Ковчегот на Господовиот завет одеше пред нив во текот на 3 дни на одењето, за да им побара место за починка. Дење пак Господовиот облак беше над нив кога тргнуваа од логорот. Кога тргнуваше ковчегот, Мојсей велеше, стани Господи, и ќе се распрснат твоите непријатели, ќе избегаат пред тебе кои те мразат. А кога застануваше, велеше, врати се, о Господи, кон Израелевите илјади и десетиците илјади. И народот почна да мрмори злобно во Господовите уши. Кога Господ го чу тоа, плавна со гнев. Господов оган избувна од среде нив и изгоре еден крај на логорот. Народот извика кон Мојсей, а Мојсей му се помоли на Господ и огнот стивна. Тоа место го нарекоа Табера, зашто Господов оган пламна на нив таму. Придојдениците среде нив ги опфати лакомство за јадење, а израелците пак почеа да се поплакуваат, велејки, кој ќе не насити со месо. Си спомнуваме како јадевме бесплатно во Египет, риби, краставици, дињи, прас, кромит и лук. Сега нашиот живот венее, нема ништо пред нашите очи освен мана. Маната беше како коријандрово семе и слична на боја од вделии. Народот одеше наоколу, ја собираше, а потоа ја мелеше со рачници или ја толчеше во толчник. Ја вареше во грнче и правеше колачиња од неа. Вкусот ти беше како вкус на колачиња сготвени со масло. Кога ноќе росата се спушташе во логорот, со неа се спушташе и маната. Мојсей слушаше како народот се поплакува во своите семејства. Секој при влезот на својот шатор, Господовиот гнев пламна жестоко и Мојсей се нажали. Зошто го измачуваш твојот слуга? Мојсей му упати слово на Господ. Зошто не добив милост во твоите очи, кога врз мене го стави теретот за сиот овој народ? Зар од мене произлегува сиот овој народ? Зар јас го родив, кога ми велиш, носи го во твоето крило? Како што дилката го носи доилчето во земјата што со заклетва им ја вети на нивните татковци. Од каде кај мене месо за да му го дадам на сиот овој народ што плаче околу мене, велејки, дај ни месо да јадеме. Јас самиот не можам да го носам сиот овој народ, претешко е тоа за мене. Ако и понатаму постапуваш вака со мене, подобро убиј ме, ако најдов милост во твоите очи, за да не ја гледам повеќе својата беда. Тогаш Господ му рече на Мојсей, собери ми 70 мажи меѓу израелевите старешини, за кои знаеш дека се народни старешини и негови нагледувачи. Доведи ги во шаторот на средбата, па нека ги заземат таму своите места со тебе. Јас ќе слезам и таму ќе спорувам со тебе, ќе земам од духот што е на тебе и ќе го ставам на нив. Така со тебе ќе го носат бремето на народот, за да не го носиш сам. Натаму кажи му на народот, очистете се за утре и ќе јадете месо. Зашто плачевте во Господовите уши, говорејќи, кој ќе не насити со месо? Ни беше добро во Египет и така Господ ќе ви даде месо да јадете. Нема да го јадете само еден ден, ни 5 дена, ни 10 дена, ни 20 денови, туку цел месец. Се додека не ви избие ни сносалките и не ви се згади, зашто го отфрливте Господ кој е среде вас, мрморејќи пред него со зборовите, зашто воопшто излегов од Египет. Народот во кој се наоѓам, одговори, Мојсей има 600.000 пешаци, а ти велиш ќе им дадам месо да јадат цел месец. Може ли да биде исклан целиот ситен и крупен добиток за да им биде доволно? Можат ли да се соберат сите риби од морето за да им биде доста? Господ му рече на Мојсей, зар Господовата рака е толку кратка? Сега ќе видиш дали ќе се збидне моето слово или не.
Мојсей излезе и му ги кажа на народот Господовите зборови и собра 70 мажи од народните старешини и ги смести околу шаторот. Господ слезе во облак и почна да зборува со нив. Потоа зеде од духот што беше на него и го стави на оние 70 старешини. Кога духот дојде на нив, почна да пророкуваат, но тоа не го повторија уште еднаш. Двајца останаа во логорот, на едниот името му беше Елдат, а на другиот Модат. Духот слезе и на нив, беа и тие меѓу запишаните, иако не дојдоа при шаторот, тие почнаа да пророкуваат во логорот. Некој младец оттрча и му јави на Мојсей. Елдат и Модат рече пророкуваат во логорот. Исус, синот Навинов, кој му прислужуваше на Мојсей од својата младост, прозбори и рече: Мојсей, мој господару, замолкни ги. Мојсей му одговори: зар завидуваш заради мене? Ох, кога сиот Господов народ би станал пророк, Кога Господ би го излеал својот дух на нив, потоа Мојсей и израелевите старешини се вратија во логорот. Тогаш Господ заповеда, па задува ветер и донесе пополошки од морето и ги расфрла околу логорот. На ден одење и од оваа и од онаа страна на логорот, и 2 лакти над земјата. Народот стана и собираше пополошки целиот ден, целата ног и целиот утрешен ден. Оној кој собра најмалку од нив имаше 10 гомори. Потоа ги простреа околу логорот. Месото уште беше меѓу нивните заби. Уште не го сочвакаа, кога пламна Господовиот гнев против народот. Господ го удри народот со страшен помор. Она место беше наречено Киврот Атава, громница на лакомост, зашто таму ги закопаа оние што се полакомија. Од Киврот Атава народот се запати во Асирот и се настанија во Асирот. А Маријам и Аарон почнаа да зборуваат против Мојсей заради неговата жена етиопка, за која се ожени, зашто беше зел за жена една етиопка. Зар Господ му зборува само на Мојсей, рекоа. Зар не ни зборуваше и нам? Господ го чу тоа. Мојсей беше мощен скромен човек, најскромен човек на земјата. И Господ им рече веднаш на Мојсей, на Аарон и на Маријам: вие тројцата јавете се во шаторот на средбата. Тие тројца се јавија. Господ слезе во облачен столб и застана при влезот на шаторот. Ги повика Аарон и Маријам. Кога тие истапија напред, Господ рече: чујте и ги моите зборови. Ако се најде пророк среде вас, јас му се јавувам нему во видение, му говорам на сон. Но не е така со мојот слуга Мојсей. Од сите во мојата куќа тој е најверен. Јас му зборувам нему уста во уста, јавно, а не со гатанки, и тој смее да го гледа Господовиот лик. Како тогаш не се плашевте да зборувате против мојот слуга Мојсей. Откако пламна со гнев против нив, Господ се отиде. Штом облакот се оддалечи од шаторот, ете, Маријам стана лепрозна, како потурена со снег. Аарон се сврте кон Маријам, а лепрата беше на неа. Тогаш Аарон му рече на Мојсей: Господару мој, не сметај ни за грев, зашто постапивме глупо и согрешивме. Не оставај таа да остане како мртво дете на кое веќе при излегувањето од мајчината утроба снагата му е напола уништена. Тогаш Мојсей извика кон Господ: Боже, те молам од здравие. Ако незиниот татко и плукнал во лицето, Господ му рече на Мојсей: зар не ке требаше да се срами 7 денови и таа нека биде одвоена надвор од логорот 7 денови, па потоа нека биде прибрана пак. Така Маријам беше одвоена надвор од логорот 7 денови. Народот не тргна на пат додека Маријам не се прибра дома. Потоа народот тргна од Асирот и се настани во Фаранската пустина. Господ му рече на Мојсей: испрати луѓе по еден човек од секое прадедовско племе, за да ја извидат хананската земја што им ја давам на израелевите синови. Испратете ги сите нивни главатари. По Господова заповед Мојсей ги испрати од Фаранската пустина. Сите тие луѓе беа главатари на израелците, а овие се нивните имиња: Самоил, син Захуров, од Рувимовото племе; Сафат, син Хориев, од Симеоновото племе; Халев, син Ефониев, од Јудиното племе; Игал, син Јосифов, од Исахаровото племе; Оси, син Навинов, од Ефремовото племе; Фалти, син Рафуев, од Венијаминовото племе; Гадил, син Содиев, од Завулоновото племе; Гади, син Сусиев, од Јосифовото племе; од Манасиевото племе; Амил, син Гамалиев, од Дановото племе; Сетур, син Михаилов, од Асировото племе; Нави, син Вопсиев, од Нефталимовото племе; Гуел, син Махиев, од Гадовото племе. Тоа се имијата на луѓето кои ги испрати Мојсей за да ја извидат земјата.
Мојсей ги испрати да ја согледаат хананската земја, па им рече: одете горе во Негев и искачете се на гората. Разгледајте ја каква е земјата, дали народот што живее во неа е силен или слаб, дали е малуброен или е многуброен. Каква е земјата во која живее, добра или лоша, какви се градовите во кои престојуваа, отворени или отврдени, каква е почвата, плодна или посна, има ли дрва по неа или нема. Бидете слободни и земете од плодовите на таа земја. Туку што беше време на раното грозје, тие отидоа горе да ја извидат земјата од пустината Син до Реова, што е на влезот во Емат. Се искачија на Негев и дојдоа до Хеврон, каде се наоѓа Ахиман, Сеси и Телиман, Енакови синови. Хеврон е основан 7 години порано отколку Зоан во Египет. Кога стигнаа во долината Ескол, отсекоа таму лоза со грозд и го понесоа двајца на стап, зедоа и калинки и смокви. Тоа место беше наречено долина Ескол, заради гроздот што израелците го отсекоа таму. По 40 денови се вратија од земјата што ја согледуваа, отидоа при Мојсей и Арон и при целото израелско општество во Кадис, во фаранската пустина. Им поднесоа извештај ним и на целата заедница, а тогаш им ги покажаа плодовите на земјата. И тие го известија: отидовме во земјата во која што не испрати на вистина, низ неа течат мед и млеко, еве ги незините плодови, но силен е народот што живее во земјата, градовите се утврдени и многу се големи, а видовме таму и енакови потомци. Амаликците живеат во Негевскиот крај, хетејците, евусејците и јаморејците живеат на планината, а хананците се наоѓаат покрај морето и вдолж на Јордан. Халев го замолчи народот околу Мојсей и проговори: да тргнеме не двомејки се и да ја заземеме, зашто можеме да ја покориме. Но луѓето кои одеа со него одговорија: не можеме да одиме против оној народ, зашто е посилен од нас. И почнаа да ја прикажуваат лошо пред израелците земјата што ја согледуваа. Земјата низ која поминавме за да ја извидиме е земја што ги голта своите жители. Сиот народ што го видовме во неа се луѓе со крупен раст. Видовме и дивови таму, енаковото потомство од дивови. Ни се чинеше дека сме како скакулци спрема нив. Тогаш завреви целото општество и почна да вика, и народот плачеше во таа ноќ. Сите израелци роптаа против Мојсей и Арон. Целата заедница им зборуваше: о, да умревме во египетската земја или да изумревме во пустинава. Зошто Господ не води во таа земја, за да паднеме од меч, а нашите жени и деца да станат робови? Зар не ќе не биде подобро да се вратиме во Египет? И си велеа еден на друг: да си поставиме водач и да се вратиме во Египет. Мојсей и Арон паднаа на своите лица пред целата собрана израелска заедница, а Исус, синот Навинов, и Халев, синот Ефониев, кои беа меѓу оние кои ја согледуваа земјата, ја скинаа својата облека. Потоа му рекоа на целото израелско општество: земјата низ која поминавме да ја согледаме е премногу добра. Ако ни биде Господ милостив, ќе не воведе во таа земја и ќе ни ја даде. Тоа е земја во која течат мед и млеко. Само не бунете се против Господ, не бојте се од народот на онаа земја, па тој е залак за нас. Тие се без заштита, а Господ е со нас, не бојте се од нив. И додека целото општество веќе мислеше да ги каменува, Господовата слава им се јави во шаторот на средбата на сите Израелеви синови. Тогаш Господ му рече на Мојсей: до кога ќе ме презира тој народ, до кога не ќе ми верува и покрај сите знаци што ги извршив среде нив. Ќе ги удрам со помор и ќе ги истребам, а од тебе ќе направам народ поголем и посилен од него. Тогаш Мојсей му рече на Господ: египетците сватија дека ти со твојата сила го изведе овој народ од среде нив. Тие им го кажаа тоа на жителите на онаа земја, веќе научија дека ти си Господи среде овој народ, кому му се јавуваш лице во лице, и дека ти, Господи, стоиш во облак над него, дека одиш пред него дење во столб од облак, а ноќе во столб од оган. Затоа, ако го истребиш овој народ како еден човек, народите што чујат глас за тебе, ќе речат: Господ беше немоќен да го доведе овој народ во земјата што му ја вети под заклетва и затоа го погуби во пустината. Затоа нека се возвеличи силата на мојот Господ, како што рече велејки: Господ е долготрпелив и многу милостив, ги проштава беззаконијата и престапите, но не го остава виновниот неказнет. Туку го казнува беззаконието на црковците врз децата до 3-то и 4-то поколение. Прости му го гревот на овој народ по твојата голема милост, како што му проштаваше на овој народ од Египет од тука. Им проштавам на твојот збор, рече Господ, но јас сум жив и со Господовата слава е полна целата земја.
Сите кои ги видоа мојата слава изнасите што ги направи во Египет и во пустината, па сепак ме искушуваа 10 пати не сакајки да го послушат мојот глас, нема да ја видат земјата што со заклетва им ја ветив на нивните татковци и сите кои ме презираат нема да ја видат. А мојот слуга Халев, зашто во него беше инаков дух и зашто ми беше послушен, и јас ќе го воведам него во земјата во која влезе и неговите потомци ќе ја наследат. Амаликците и ханаанците живеат во долината, вратете се утре и тргнете кон Црвеното море, уште Господ им рече на Мојце и Арон. Докога тоа улукаво општество ќе ропта против мене, ги чув оптужбите што израелевите синови ги подигаат против мене, кажи им, жив сум јас, вели Господ, како што зборувавте во моите уши, така и ќе ви сторам. Вашите мртви тела ќе паднат во оваа пустина, на сите вас што сте запишани во кој да е попис од 20 години нагоре, кои викавте против мене, нема да влезете во земјата против која ја дигнав мојата рака, за да ве населам во неа, освен Халев синот Ефониев и Исус синот Навинов, а вашите деца за кои велевте дека ќе станат робови, Нив ќе ги воведам за да ја населат земјата што вие ја презревте, а вие, вашите трупови ќе паднат во пустинава. Вашите синови ќе скитаат низ пустината 40 години, ќе трпат заради вашата невера, додека не ви испопаѓаат телата во пустинава. Според бројот на деновите во кои ја согледувавте земјата, 40 денови за секој ден една година, 40 години ќе ги носевте вашите беззаконија, за да знаете што значи да се биде оттуген од мене. Јас Господ го велам тоа, така ќе постапам со оваа зла заедница што се собрала заедно против мене. Сите тие ќе загинат и ќе изумрат во пустинава, а оние луѓе кои Мојсей ги испрати да ја согледаат земјата и кои повраќањето го возмутија целото општество против него, прогласувајќи ја земјата за лоша, тие кои ја прикажаа земјата како лоша, изумреа од помор пред Господ. Само Исус, синот Навинов, и Халев, синот Ефониев, останаа живи од оние луѓе кои отидоа да ја согледаат земјата. Кога Мојсей им ги принесе зборовите на израелците, луѓето плачеа горчливо. Станувајќи рано, почнаа да се искачуваат кон врвот на гората, велејќи, еве се искачуваме кон местото за кое зборуваше Господ, зашто сгрешивме. А Мојсей рече, зошто ја престапувате Господовата заповед? Не ќе успеете. Не одете горе, оти Господ не е помеѓу вас, да не би да ве поразат вашите непријатели, зашто амаликците и ханаанците таму се пред вас и ќе паднете од меч, зашто остапивте од Господ и затоа Господ не ќе биде со вас. Но тие се искачуваа упорно кон врвот на гората, иако ни ковчегот на Господовиот завет, ни Мојсей не го оставија логорот. Амаликците и хананците, кои живеа на планината, слегоа, удрија на нив и ги гонеа се до Хорма.